Дали сте задоволен од она што досега го реализиравте со оглед на тоа што имаше и еден одреден притисок, имено се што работите е нон-стоп пред окото на јавноста? Многу сум задоволен. Во исто време сум и многу уморен. Работата на секој филм, било каков најлесен, најдобро организиран, најмал филм е напорна, особено кога се работи на ваков филм каде што менеджерската и организационата инфраструктура не се на некој бог знае какво ниво. Задоволен сум од оно што го имаме како филм, како материјал. Монтажата веќе започна. Сега се селиме деноиве за Њу Јорк, каде што ќе се работи остатокот од монтажата, со тоа што лабораторијата ќе биде во Рим и во Минхен. Задоволен сум и од тоа што за прв пат дојдовме во ситуација Македонија да биде носител на еден голем проект, кој е меѓународно прифатен, кој е меѓународно верификуван, не само со тоа што покрај Македонија за проектот застана уште 4 големи кинематографии, Германија, Италија, Шпанија и Бугарија, туку и затоа што за проектот застана и Евроимаж, која е филмската агенција, филмската рака на Советот на Европа. Значи, ако случајот со пред доштот и со прашина го доведов светот во Македонија, да работи тука, да светски имиња и зад камерата и пред камерата да работат во Македонија и да помогнат околу правењето на еден добар филм и околу ширењето на името на Македонија. Со овој филм сакам деловно Македонија да ја однесам во светот. Сакав да се постави и принцип на работа, да се покаже принцип на работа, луѓе кои или за прв пат или за прв пат во таква мерка да имаат обврски во филмската екипа, да го раководат филмот, да имаат големи задолженија и на тој начин да научат повеќе и да школуваме и филмски кадар и глумци за понатаму. Некои луѓе ја искористија таа шанса фантастично, некои луѓе не. Тоа веќе си е до нив самите. Може ли да се направи споредба како се чувствувавте вие кога го работевте, не знам, пред дождот, па прашина, па и сега? Сите три се многу лични проекти и во тоа се слични. Тие не се проекти кои се прават за продажба, за публика, за пари по нарачка. Така да сите три се некаков одраз на тоа кој сум, како размислувам и што чувствувам во тој момент. Мислам дека и сега неблагодарно е јас да ги правам тие проценки, ама ми се чини дека на некој начин со секој филм, иако споминува се подолго време како во суштина не сум во Македонија, со секој филм некако сум се поблизок до Македонија, до темата, до некои работи што се меѓу редови. Во исто време сакам да кажам и тоа во интервју сум го повторувал стотици, илјадници пати, дека ниеден филм, ниедно добро уметничко дело не се однесува ниту на конкретно време, ниту на конкретно место. Мислам дека добрата уметност е универзална. И таа може да се однесува на човек од 14 век и на човек од 21 век, дали да е во Кина или во Њу Јорк или во Македонија. Попрецизни односите, попрецизен е развојот на филмот. Во овој филм исто така има мешање на разни мелодии, и тоа овој пат не се различни места, туку се различни времиња и различни состојби на духот. Мислам дека за мене ова е продолжување на оно што го работев во Прашина, толку што филмов на некој начин е поврзан, е во исти казан со македонската фантастично народно творештво, или со надреализмот, или со магичниот реализам латинско-американски. И колку што ја знам, кај нас нема многу филмови, ако воопшто и ги има, кои се бават на тој начин со материјата што обработува. Некои аспекти од правењето на филмов беа извонредни, екипата беше апсолутно фантастична, луѓето беа исклучително посветени, имаше многу добри членови на екипата, имаше луѓе на кои им беше многу важно да се сработи работата и исклучително добро ја сработува. Во менеджирањето на проектот имаше дупки и имаше луѓе кои очекуваат дека по некој стар самоуправен урнек треба да бидат наградени затоа што се таму. Наградувањето оди и ќе оди според
резултатите, не според желбите, не според посекувањата. Каква ќе биде реакцијата на филмот Сенки со оглед на тоа што се работи за еден интимен филм? Јас го кажам оно што ме интересира да го кажам, повеќе емотивно одошто рационално, одошто церебрално во тој момент во кој го кажувам, и ако имам доволно среќа да најдам луѓе со кои ќе го кажам, да најдам пари со кои тоа ќе го направам, да најдам простор, јас ќе го кажам. Реакцијата на тоа не е нешто што ниту треба, ниту може да се предвиди. По што ќе го паметите ова снимање? Ќе го паметам по една исклучително посветена екипа, по една добра екипа, повторно една мешана екипа, каде што овој пат имаше дури и повеќе филмски работници од Македонија, одошто порано, каде што имаше повеќе млади луѓе одошто порано. И мислам дека тука има луѓе кои се иднината на македонскиот филм. Не само режисери и глумци, баш таа филмска екипа. По ова искуство, дали сметате дека во Македонија може да се изработи сериозен проект како што е филм од почеток до крај, со оглед на непотизмите и неодговорностите што чисто пати владеат тука? Многумина од нас тука не ни е јасно, не ни е баш најасно што е деловен однос, и ние често приватните односи ги маскираме како деловни односи. Тоа е оно што пред малку го спомнував. Една работа е колку ти сакаш да завршиш работа и колку се секираш за да се заврши работата, а друга е какви се резултатите на тоа што си го сработил. Затоа што во деловно работење, а богами и во уметностите, работите се во голема мерка емпириски. Не се субјективни, не се прашање на договарање.